Од 10 до 30 јуни во Македонија ќе се спроведува пробен попис во 13 општини. Една од нив е и Прилеп, каде денеска беа присутни представници на Државниот завод за статистика. Овој пробен попис требало да представува еден вид на симулација на главниот попис, кој треба да се одржи во април идната година. Со него ќе се провереле како функционираат сите инструменти за успешно спроведување на оваа најголема статистичка операција. Тоа нам ќе ни послужи да видиме дали сме на вистинскиот пат, што точно досега имаме направено, што треба да се подобри, што треба да се коригира, за да можеме следната година да бидеме на вистина сериозно, професионално подготвени за успешно спроведување на таа на вистина најголема статистичка операција. Основен услов за да се попише некој било тоа да покаже документ на кој што ќе го има неговиот матичен број. Исто една од новините е и тоа што овој пат ќе се попишуваат и лицата кои се иселени во странство. Затоа апелирам до граѓаните кои се опфатени во пописните кругови за пробниот попис, а и следната година за главниот попис, доколку имаат лица од семејството кои се надвор во странство, ако можат да обезбедат матични броеви. Во тој случај ќе можат да ги, доколку имаат матични броеви од тие лица, ќе можат и нив да ги попишат. За оние пак кои се во странство, за главниот попис следната година било предвидено и само попишување преку електронска веб апликација. Овој попис имал три основни карактеристики со кои што се разликувало од другите пописи. Прво, единствена надлежна институција била Државниот завод за статистика. Второ, ќе се применувал комбинираниот метод лице во лице и комбинирање со административни збирки на податоци кои веќе постојат во државата. И како трето, тој ќе се спроведувал електронски, немало да има хартиени образци. Инаку резултатите од пробниот попис нема да бидат објавени никаде, тие ќе се користеле само за потребите на заводот. Инаку, освен во Прилеп, пробниот попис ќе биде спроведен во Кисела Вода, Зелениково, Гостивар, Кичево, Струга, Долнени, Свети Николе, Радовиш, Валандово, Куманово, Кратово и Штип.